Благодарам, почитувана македонска јавност, пред се почитувани македонски земјоделци. Состојбата во земјоделието е лоша. Тоа најдобро го знаат земјоделците и одма на почетокот ќе кажам еден факт. Неплатени субвенции од 2021, 2020, 2019 и така наназад се над 30 милиони евра директни субвенции. По однос на другите програми имаме уште милиони неисплатени обврски од државата кон земјоделците. Зашто го кажувам ова? Затоа што со овој факт паѓаат сите маски во однос на овој закон и добрите намери на владата. Во законот има добри одредби, меѓутоа тие добри одредби мораше да се најде сила да се имплементираат во моментот. Затоа што 2022 година е последица на 2021 кризите кои претходно не зафатија и кризната 2022 која живееме во моментот. Во моментот имаме нарушување на светскиот пазар со храна, понуда и побарувачка. Имаме сериозни проблеми кои треба да се менаџираат час поскоро. Наместо тоа да се случи, ние го носиме овој закон, што рековме ќе го поздравиме, меѓутоа проблематично во овој закон е тоа што некои клучни работи во земјоделието кои можеме да ги решиме, ги оставаме за понатаму. Зошто е тоа така? Единствен можен одговор е затоа што нема пари во буџетот. Ако се имаше пари во буџетот, сите заостанати субвенции ќе беа исплатени. Знаат добро од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство што значи еден денар во моментот да дојде кај вредниот земјоделец во Македонија. Тоа значи можност да се обработи поголема површина, да се направи подобри приноси, да се постигнат подобри перформанси во земјоделието. Но тоа не се случува. Тоа што ми смета во законот, исто така представува една одредба што воопшто ја нема. Односно, никаде во законот не регулираме што ќе се случи ако не се исплаќаат навремено субвенциите. Значи, никој не сноси во државата одговорност ако навремено не се исплатат субвенциите. Сакаме од една страна модерно земјоделство, земјоделците ќе произведат, рачунаат на субвенциите кои се согласно закон за гарантирани, меѓутоа кога вистински ќе ги добијат тие субвенции, тие никогаш нема да дознаат. Законот има и добри одредби. Добри се одредбите за нафтата. Од 50% зелена нафта одиме на 100% зелена нафта. Меѓутоа, на оваа говорница беше јасно кажано дека оваа одредба не знаат од кога ќе важи, односно ќе важи од крајот на годината. Оваа одредба нема никакви пречки да важи од стапување на законот во сила. Уште повеќе што спремаме ребаланс на буџетот и тоа значи дека овие пари, ако ги нема во буџетот, можеме да ги предвидиме. Јасно е ставот и на опозицијата, и вашиот став, ако дадете допринос кон оваа мерка, дека ова можеме да го предвидиме во буџетот и на земјоделците да им дадеме субвенции на зелена нафта 100% и да видат некој бенефит во моментот. Останатите мерки, мерките за авансно плаќање на субвенциите. Уште еднаш да расчистиме, да не мислат земјоделците дека се однесува на сите култури. Владата прави селективност. Селективноста се однесува на тоа што оваа мерка ќе важи само за културите за кои субвенциите се пресметува по површина. Тоа значи дека оние култури каде што субвенциите се пресметуваат по предаден килограм производ, едноставно нема да бидат офатени со овие субвенции. Дополнително, овие субвенции стриктно е регулирано со член 6 од овој закон дека ќе важат од 2023 година. Не направивме обид да дел онаму каде што се може, тоа го вметнеме во законот да важи и за тековната 22 година. Исто така, во законот не успеавме да најдеме сили да законски го регулираме исплаќањето на субвенциите. Едноставно, да обврзавме владата, да го обврзавме Министерството за земјоделство, да го обврзавме Министерството за финансии, да се најдат средства за исплата на сите заостанати субвенции. Значи, податок од 30 милиони евра
За останалите субвенции е од март. Законски, субвенциите за тековната 21 година мора да бидат исплатени до јуни. Меѓутоа, тоа не се случува. Таков е примерот и со тутунарите. Едноставно, под изговори дека овој закон некако се поврзани со законот за тутун, се пролонгира исплатата на субвенции за тутунарите, што е многу лош сигнал за земјоделците, односно и така лошата 2021 година во однос на откупот на тутунот и тоа што малку треба да го земат субвенционирање од државата, едноставно не им го овозможуваме со овој закон. Законот ние како опозиција ќе го поддржаме. Кажав и на комисија, без разлика на активната блокада во собранието, се што се однесува на земјоделците, на вработените, на стандардот на граѓаните, ВМРО-ДПМН ќе ги поддржи сите тие закони. Ако можеме, преку амандмани, преку соодветна партиска реакција, дополнително и ќе се обидеме и да ги подобреме тие закони. Меѓутоа, во ваква ситуација, едноставно не сакавме да окочиме законот затоа што се во општеството створи премногу тензија дека субвенциите зависат од овој закон. Еве, час поскоро ќе го донесеме законот, па од утре можат да стартуват исплатата на субвенциите за тутунот. Тоа е повеќе од неопходно. Што се однесува до искреноста на овој закон. Иако е добра одредба тоа што се пролонгира членот каде што се регулира обврската на земјоделецот кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и кон УЈП да биде пречка за земање на субвенции, проблем кој го детектиравме и јасно го гледаме во изминатите 6-7 години. Секоја година носиме измена на законот со која го пролонгираме овој член. И опозицијата и позицијата се согласуваме дека тоа едноставно во време поготово на кризи не смее да биде така. Меѓутоа, ако нешто како пратеници гледаме дека се случува 6-7 години и не бараме системско решение, тогаш имаме проблеми и со самите себе. Ова беше можност да се реши проблемот со тој член. Опциите се повеќе. Меѓутоа, две од опциите. Или да се вратевме на старото решение, субвенциите да бидат можност за компензирање на тие долгови, што нели има некој толкување дека и не е законски, или едноставно проблемот да го тргнеме во УЈП, која е институција која се занимава со должничко-доверителните односи на граѓаните, државата и така натаму и така натаму. Па воопшто да го немаме овој проблем. За жал, добро е што се пролонгира ова одредба за догодина, лошото е што повторно догодина ќе го имаме истиот проблем. Едноставно решаваме проблем за проблем, никако да најдеме сила системски да ги решаваме проблемите, особено на земјоделците. Кажав, се што е во насока на поедноставување на процесот на субвенционирање, ние како ВМРО-ДПМН ќе го поддржиме. Меѓутоа, тоа реално не се случува. Затоа, час поскоро, во оваа наша држава се потребни избори, се потребни изјаснување пред граѓаните и излегување со соодветни политички програми. Граѓаните да знаат што да очекуваат во политиката, во земјоделието, во другите сфери. И тие на соодветни парламентарни избори да изберат во која насока ќе оди државата. Имам чувство дека само решаваме проблем до проблем. Никако да најдеме закони кои ќе значат трајно решавање на проблематики, трајно решавање на проблемите на земјоделците. Да ги оставиме земјоделците да си работат својата работа, тоа што најдобро го прават, да произведуваат храна. Сето останато понатаму е обврска на државата. Ако сакаме да имплементираме европски политики, субвенциите знаеме дека и во Европа не даваат максимум резултати. Мораме да се грижиме за стандардот на земјоделците. Тоа ни е неопходно. Ако тоа не го направиме, ако овде не направиме реформи, ако не помогнеме на земјоделците, ништо не сме направиле. Благодарам.